Това беше реден број 7 Сања Кусти. Осмата девојка сега ја гледаме на пистата. Перли Татева. 178 сантиметри висока. Има 65 килограми. Перлита има многу хобиња или хобија. Сега ајде да ги читаме поред. Прво, сака да слуша добра музика, сака да танцува, сака да пее, актерството е хоби, свири бас, гитара и пијано, почитување и дружење се разбира. И нешто што многу сака тоа е патување. Браво! Реден број 8, Перли Татева, избор Мис Полак 2006. Продолжуваме со деветата девојка. Лила Јовановска, гледаме втор патува вече. Лила е висока 168 сантиметри, има 46 килограми. Нејзино хоби слушање музика и спиење. Интересно хоби, мора да те похвалиме. Се надевам дека нашата жири комисија не испие, дека будно гледа. Тежок избор, тешка одлука имаат тие вечерва. Реден број 9, Лила Јовановска. Одиме со реден број 10. Верица Дојчиновска ја гледаме. Верица висока 180 сантиметри, тешка 54 килограми. Верица сака да слуша добра музика, да шета и да спие. До кај дојде младинава, секој второ хоби е спиење. Ама тоа е тоа. Тешко е да се оди по писта, мора малку да се одмора. Реден број 10, Верица Дојчиновска. Слободно може публиката да свирка, да навика, да ракоплеска, буквално се што сака да прави. Шетањето не е вако дозволено. Одиме реден број 11, Драгана Милошевска. Драгана висока 172 сантиметри, има 57 килограми. Нејзино хоби ракомет, слушање музика и шетање. Вечерва шетаат по оваа писта, меѓутоа тоа е многу тешко да се направи на толку високи подметици. Има некенството, си има своји жртви. Драгана, ја видовме во маичка и панталончиња од радио телевизија Плюс. Одиме со реден број 12. Повторно ја гледаме Кристина Дудич. Аплауз. Висока 1,67 сантиметри. Има 52 килограми. Машки, внимавајте, нејзино хоби е каратето. Колку само опасна усица би имала. Останати хоби се свирење гитара и патување. Реден број 12. Кристина Дудич. Ова беше нивното второ представување. Ајде да голем аплауз. Девојките ќе ги видиме уште еднаш оваа вечер во Фустаниот бутиците ексклузив. Сега продолжуваме повторно со музичка пауза, за да имаат време и тие малку да се одморат. Уживајте! Only
реден број 1. Голем аплауз. Даниела Србиновска. Нели се како принцези сега? За Даниела ми остана да ви кажам уште само една работа. Така е, дечки, браво! А тоа е незината животна желба. Животна желба на Даниела е да излезе на Fashion TV. Се надевам искрено дека еден ден оваа желба ќе ти се оствари. А се разбира, се започнува со мали успеси. Може да започнеш како полошка убавица, а да завршиш како мис универзум. Реден број 1. Даниела Србиновска. Устаната од Бутици Ексклузив. Водиме реден број 2. Александра Антоска. Вакви прекрасни фустани единствено во Бутици Ексклузив за секоја свечена прилика за која ќе ви бидат потребни. Неостварената или животната желба на Александра е да биде манекенка. Ајде гласно, публико, ајде да ме слушнаме. Трето и последно представување на кандидатките избор за мис полошка убавица 2006. После тоа големо изненадување. Овој дел од публика овде ми е најбучен, браво. Ехеј, браво. Одиме реден број 3. Наташа Димитрова. Прекрасен црн фустан од Бутици Ексклузив. Шминката и фризурата од фризерско студио Силви Fashion. Наташ има многу интересна животна желба, која ми ја кажа без многу двоумење. Незината животна желба е да оди на Акапулко. Колку убаво, нели? Нашата полошка убавица која ќе изберем оваа вечер ќе оди некаде. Добива 10-дневен аранжман во Охрид. Ајде голем аплауз за Наташа. Прекрасно. Тоа беше Наташа Димитрова, реден број 3. Одиме понатаму. Реден број 4. Тања Товчевска. Ајде, Тања, повторно прекрасен црн фустан. На прекрасна девојка се разбира. Кога сме кај Тања, внимателно слушајте. Ова е една скромна манекенка. Незината животна желба е да биде со тој што го сака. Се надевам дека и тоа ќе се оствари. Сепак, работите се најубави кога ги делиме со оние што ги сакаме. Повторно ќе побараме нешто малку поспоро, диџеј. Може ова. Будиме понатаму реден број 5. Повторно Тања, овој пат Богдановска. Неубав син фустан Бутици Ексклузив Тетова. Слушајте внимателно оваа животна желба. Тања Богдановска, реден број 5, има животна желба да биде со Томот Токио хотел, значи пејач, на пуст остров. Колку само убаво. Можеш да го повикаш да дојде во Охрид колку победиш оваа вечер. Се надевам ќе му се допадна и не бил гостека. Ајде аплауз голем. Ајде дечки ви овде, голем аплауз да не слушам, ајде. Силата е во младината, се гледа. Одиме понатаму реден број 6. Повторно со еден нежностен фустан. Даниела Карамфиловска ја гледаме. И Даниела има една многу интересна животна желба. Незината животна желба е да биде со Бред Пит,
барем 5 минутки. Даниела, доколку Бред Пит 5 минути со тебе, верувај ми, ќе сака уште 50 да остане. Ајде голем аплауз за Даниела Карамбиловска. Беше шестата девојка. Кој ми е стен? Сања Костич. Ајде да видим и Сања. Трет пат оваа вечер. Според животнава желба на Сања, можам да заклучам дека е многу романтична девојка, затоа што сака да оди во најромантичниот град на светот, тоа е Париз. Ајде голем аплауз. Реден број 7. Сања Костич. Реден број 8. Леди Имрет. Девојката во црвено оваа вечер. Која нема да ве забележи, каде да се појавите. Која е неостварената желба или животна желба на Перлита? Перлита Атева, девојкава која изгледа толку романтично и заводнички. Сака да направи панк концерт на кој ќе присуствуваат 100.000 луѓе. Реден број 8, Перлита Атева. Одиме реден број 9, Лела Јовановска. Девојката со најинтересно име оваа вечер и преубав фустан од бутици ексклузив. Шминка и фризура, фризерско студио Силви Фешн. Па добре, не е претерана оваа животна желба. Лела Јовановска сака да има кола и стан и да оди во странство. А зошто да не? Победи сега ти вечерва, ќе одиш прво во Охрид, па после како полошко бабица ќе патуваш и некаде во странство, зошто да не? Реден број 9, Лела Јовановска. Уште 3 девојки имаме да видим оваа вечер. Браво за Лела. Каков устан има нареднава девојка, сега внимателно гледајте. Реден број 10, Верица Дојчиновска. Браво. Реден број 10, Верица Дојчиновска. Верували ли не? Сите одбираат да живеат во некоја земја така на Карибите во Шпанија. Меѓутоа, Верица посакува да живее во Африка и да има удобен автомобил. За во Африка верче мислам дека джипки ти треба, ама можеш и за автомобил ти, ајде не. Реден број 10, Верица Дојчиновска. Исполок 2006. Предпоследната девојка оваа вечер. Драгана Милошевска, реден број 11. Кој ми се допаѓа? Публикава се разбори. Добро е. Значи, достанива од ексклузив постигнале, значи баш тоа што требаше. Жири комисијата внимателно нека гледа. Има и што да се гледа сега. Гледа, како да не гледа жири комисијата, најбутна е сега. Драгана Милошевска, реден број 11. Драгана, животна желба е да стане позната ракометарка. Девојкава изгледа така нежно, така заводнички во овој прекрасен фустан. Меѓутоа гледате, сепак нејзина љубов е спортот. Последна за вечерва трет пат ја гледаме Кристина Дудич. Како сам убава е песнава I love you.
на желба да биде истражувач на македонската историја. Ајде ова да го поздравиме со аплауз доле. Реден број 12 Кристина Дудич. Истражувачот на македонската историја. Во иднина се разбира. Сега кандидатка за Мис Полок 2006. Дали сме спремни за едно прекрасно дефиле? Ги гледаме сите поред. Реден број 1 Даниела Сорбиновска, Александра Антовска, Наташа Димитрова, Тања Тушевска, Тања Бограновска, Даниела Карапиловска, Сања Костич, Перлика Атева, Лела Јовановска, Верица Дојчиновска, Драгана Милошевска и Кристина Дудич. 12 потенцијални Мис Полок сега. Фризура шминка, фризерско студио Силви Бешан, пустани и путици ексклузив од Тетова. Силна ајде!
А сега мислам дека на ред е прогласувањето на убавицата. Ајде да видиме која е најубава. Започнуваме од втората придружничка. Ајде да одиме. Пошто рекоме дека не познаме никого девојчината тука, но забележиме, значи, она што помина тука, забележиме нивните убавини и нивниот шарм, па така да ние не можеме да зборуваме по име, него може да зборуваме со бројки, пошто сумираме резултати. Така е. Само да кажам дека лентата и букетот на втората придружничка ќе го додели господинот Бошко Стефановски. Кој ни е втора придружничка? Втора придружничка е бројот 11. Број 11, голем аплауз. Драгана Милошевска ја имаме. Ќе ја замолиме да си го заземе своето место. Честитки се разбира, букет и лента. Така е. Имаме и $50. Драгана треба да си го заземе своето место, треба да си ја стави лентата.
Честитки, и од мене честитки. Така, кој ќе ја врачи лентата? Кој ќе ги става лентата? Ајде, пак господинот Бошко Стефановски. Втора придружничка. Многу ќе ја бидат две ленти, доволно една. Ајде сега да си го заземеш твоето место. Аплауз, аплаузите не ги штедете во вечер. Ве интересира ли сега, девојки, која е прва придружничка? Полека, но сигурно ајде одиме. Само да кажам дека лентата и букетот цвеќе, како и наградата се разбира од $100, ќе врачи господинот председател на Полошко-Селеничкиот одбор, господинот Стојче Стојановски. Се потешко и потешко, оти се качуваме на нивото на првата придружничка, која што ќе биде на мис, на полок. Значи, тоа е бројот, еден само погоре од 11, тоа е бројот 12. Втора придружничка на мис изборот за Полошко Бавица 2006, Кристина Дудич. Честитки, Кристина, господинот Стојче Стојановски ќе ги врачи сите потребни работи. Браво! Честитки од наша страна. Но не е битно дали обратно или необратно, битно е да ја има таа лента на седа. Сега ќе ја прогласиме мис на шар, така ли е? Да, ова беше нетешката одлука да се направи вечера, меѓутоа. Значи, пред речем од комисијата, пред речем од телефонското гласање, звонат телефони нон-стоп, многу е тешко да се одлучи, па така за одлуката за мис на шарм на полок е бројот 6. Број 6. Даниела Карамфиловска. Најшармантната девојка оваа вечер во Лоѓи. Аплаузи, аплаузи од сите страни. Честитки се разбира. Даниелче, ти си доби свежи цвеќиња. Честитки имаш и од мене. Браво, можеш да си ја заземеш твојата позиција. И наградата. Тоа не се, и ова се е тешко да работиме и пари. Со овие пари веруваме, дека и ветруваме, дека Господ ќе помогне понатаму да ова место со шармот се издигне и до мис. Така е. Оваа година мис шарм, до година мис полк. Најверојатно се надеваме. Се надеваме. Се не наместено, се не надено. Гледате ли колку е се тука природно? Ни остана уште да ја прогласиме најубавата девојка оваа вечер. Ќе загрееме атмосферата со голем аплауз. Само мислам дали господинот Димитров ќе го патува тука со брод или со авион. Но тука е. Треба јас да го повикам. Нели, јас ќе го повикам. Значи, веќе кажавме кои ќе додели круната, лентата и се разбира букетот. Ќе повикам Тања Трајковска. Господине, погледнете само кој ни беше минато годишен мис полок. Тука ни е таа најубава девојка, која на својата глава има круната и ќе ја предаде, се разбира. Кој друг ако не поранешниот амбасадор во Соединетите Американски држави, сегашен специјален пратеник за името Македонија и национален координатор на НАТО. Голем аплауз. Вие не знаете кој е мис полок, така ли, господ? Вие не знаете се уште кој е? Не знам. Ајде да дознаеме, јас не... Најубавата. Која е најубавата вечер? Па рековме, после тешката одлука беше стварно не можеме тука да одлучиме, не само што сме тука, моралме сите од секаде. Значи, со помош на организаторите на Полошко-Селеничкиот клуб, со помош на телевизија КИС што го возможи ова, значи сите заедно, ние тука што сме присутни и сите околу и од целата диаспора, тоа е бројот кој што го заслужува вечерва да биде мис на полок, значи бројот 8. Перлита Атева. Новата мис полок 2006 година. Девојката во црвено ги освои вашите симпатии, гледаме и на жирита. Внимателно со круната мора да бидеме. Одиме лентата. Ајде уште еден голем аплауз за нашата нова Полошка Бавица 2006 година. Честитки. Сега
Сега продолжуваме со сликањето, јас ќе ви се заблагодарам на сите. Официјалниот дел заврши, меѓутоа забавата продолжува. Продолжуваме ние тука да се забавуваме, следуваат селски песни. Ајде сите заедно. Oh
Io